Почитуван колега Александар Вулин, почитуван помощник министар Чаушич, почитувани присутни, почитувана градоначалничке. Ние на вчерашниот ден на Илинден имавме активни 13 пожари. Тоа беше причината што ја напуштив свечената манифестација на Мечкин камен во Крушево, за да бидам заедно со граѓаните, со локалната самоуправа, таму каде што имаше потреба, бидејќи 13 активни пожари со тенденција за зафаќање на огромни површини, загрозени живеалишта на луѓе, човечки животи и така натаму. Сето тоа требаше да биде одговор на државниот апарат, на целиот систем да профункционира на соодветен начин и да можеме да ги локализираме овие пожари. Секако дека за граѓаните најважно да почувствуваат дека државата е тука и дека не се оставени сами на себе. Дека има кој да се грижи и да даде одговор во вакви воредни ситуации. Меѓутоа, за мене е многу важно што и ние како држава не сме останати и оставени сами на себе. Тука се нашите пријатели од Република Србија и сакам да изразам благодарност од моје лично име, од Министерството за внатрешни работи, од владата на мојот драг колега господинот Вулин, на владата на Република Србија, на претседателот Вучиќ, заради тоа што веднаш се согласија и пристапија со помош. Денеска се дојдени 4 хеликоптери со нивни посади кои што ќе помагаат за гасење на пожарите низ нашата Република Северна Македонија. Денеска се наоѓаме на територија на општина Стара Ногоричане. Во моментот е локализиран целосно пожарот кој што зафати огромни површини синоќа. Ставен под контрола, меѓутоа се уште треба да се следи будно и да до крај биде изгаснат. Се надевам дека максимално посветено сите и во целиот овој регион, меѓутоа и во остатокот од државата, таму каде што има потреба, сите заедно ќе бидеме за да успееме да ја сопреме оваа огнена стихија. Сакам да се заблагодарам посебно на противпожарните служби, на полицајците, на армијата, на локалните самоуправи, градоначалници, сите кои што се вклучија, најмногу на граѓаните кои што пристапија и помогнаа заеднички да успееме да се справиме со огнената стихија. И тоа покажува дека заедништвото, солидарноста се многу важни во едни вакви моменти. Затоа што ова не се моменти во кои што ќе се води политика, ќе имаме полемики, овде се моменти во кои што треба да се бориме, да ги заштитиме граѓаните, да ја штитиме државата и секој еден е важен кој што ќе се приклучи во оваа наша заедничка битка. Апелирам до граѓаните. Прво да не ги користат овие моменти за влегување во шумите, бидејќи владата донесе одлука за целосна забрана за движење во шуми. Второ, апелирам да не се објавуваат лажни информации, дополнително се ствара паника кај граѓаните и да се заблагодарам на медиумите заради тоа што објективно, професионално известува во претходниот период и на тој начин помогнаа да се справуваме со огнената стихија и се надевам дека сите заедно со припадниците на српската полиција, со колегите ќе работат цело ова време и дека на крајот ќе успееме да ја стопираме оваа огнена стихија, на тој начин да помогнеме да зачуваме тоа што може да се зачува. Најважно за мене е тоа што успеавме да ги заштитиме луѓето, немаме повредени, немаме не дај Боже загинати, немаме големи материјални штети што се однесуваат до куќи и други објекти кои што се за живење, меѓутоа секако дека се огромни штети на шумскиот фонд. Тоа ќе значи целосно наше ангажирање на сите нас заедно со граѓаните да направиме се да го обновиме во наредниот период. Така да тука ќе бидеме постојано и сега и понатаму да им помогнеме на граѓаните. Уште еднаш сакам да упатам голема благодарност за сето она што го направија како пријателски гест Република Србија, Министерството за внатрешни работи
и да се заблагодарам на господинот Вулин што денеска е заедно со нас овде во овие тешки моменти за Република Северна Македонија.